civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како што најавивме, започнува една интересна панел дискусија на Цивил во Штип. Зад мене се веќе собрани сите 5 кандидати за градоначалник на општина Штип, кои ќе бидат избирани од граѓанките и граѓаните на оваа општина на 13 декември. Денеска со мене во хотел Оаза се господинот Симон Поликарп од Интегра, господинот Гоце Ангелов од коалиција Иднината во наши раце, господинот Сашко Николов од СДСМ, господинот Трајче Митев кој е независен кандидат и господинот Лазар Наумов од ТМРО. Да започнеме ова панел дискусија која предпоставуваме дека ќе трае околу 1 час и ќе се состои во 2 дела со прашања кои се однесуваат на овој изборен процес, кој многумина го оценуваат како многу важен, иако се работи за прилично краток градоначалнички мандат до наредните локални избори во 2021 година. Јас би започнал, еве како што се седнати, господата од десно на лево, би имал едно прашање сега за господинот Ангелов, кој доаѓа од коалицијата Иднината во наши раце. За сите ќе има по 2 прашања, кои ќе бидат одговорени во некои 3 до 4, еве, преку сила 5 минути, од секој од кандидатите. Ве молам да се придржувате до времето, да не се прекинуваме. И потоа ќе имаме време, се надевам, и за некои дополнителни прашања или последни пораки до јавноста пред да заврши дебатата, која се надевам на вистина ќе задржиме во рамките од 60 до 70 минути. Првото прашање за сите, нели, почнувајќи од господинот Ангелов, е како ќе оцените досегашната кампања, односно досегашниот изборен процес во Штип на овие предвремени локални, односно предвремени избори за градоначалник. Како сте задоволни, дали има некои проблеми и се разбира, не го заборавајте, и еден од најважните аспекти на денешницата, а тоа е здравствениот аспект. Па повелете. Го оценувам ова на високо ниво, затоа што гледам дека ги луѓето, граѓаните почитуваат мерките согласно према законите и така да на повисоко ниво го оценувам овој предизборен процес. Имавте ли можност да ги представите, барем до сега, од како е почната кампањата, вашите програмски цели, вашата понуда, дали имавте предизвици во поглед на здравствените мерки, дали можевте доволно лесно да допрете до оние што мислите дека треба да гласаат за вас? Мислам дека доволно се запознаени граѓаните со тоа што према медиумите, делење на флаери, социјалните мрежи и така да доволно се запознаени што може да излезат на гласање. Во ред, благодарам многу. Ова беше краток и јасен одговор. Јас би сакал сега да продолжам со истото прашање, како ќе го оцените, дали сте задоволни од досегашниот тек на изборниот процес за овие избори. Јас ќе ви го дадам микрофонот, изгледа еден од микрофоните не функционира. Значи, господин Николов, вие сте и доктор, па аспектот на здравствената криза во светот, па и во нашата земја е многу важен. Можете ли го оцените од тој аспект, а секако и од политичкиот општествен аспект досегашниот тек на изборниот процес? Факт е дека живееме во време на една здравствена криза,
една светска пандемија која што буквално направи тежок товар врз целиот здравствен систем во светот. Благодарејќи на нашата умешност како народ и како нација да се справиме, ние се справуваме успешно, се бориме успешно и целиот наш здравствен систем одговара на предизвикот кој што го прави оваа пандемија. Во овој краток период имавме среќа или несреќа да бидеме дел од парламентарни предвремени избори и за кратко време, 4 месеца, да влеземе во предвремени локални избори за градоначалник. Самата таа кампања, почнувајќи од предвремените парламентарни избори, каде што помина во највисок можен ред и дисциплина, ќе кажам, со максимално почитување на сите протоколи и мерки кои што ги достави Министерството за здравство, успеавме на 15 јули да имаме ни фер демократски предвремени парламентарни избори, каде што се демократски избра новата влада која што ја предводи нашата држава на патот кон ЕУ и како дел од НАТО. Така да, поучени од начинот на кој треба да ја водиме кампањата, поучени од тоа како треба да функционираме во време на ваква една здравствена криза и една пандемија, ние влегуваме во новите предвремени локални избори за градоначалник спремни, како психички, така физички, меѓутоа и идејно спремни, како политичка партија, како, еве ги гледам и овде се сите кандидати за градоначалник на општина Штип, кои што свесно, совесно, со почитување на протоколите, мерките за заштита, со почитување и респект према сопственото здравје, здравјето на сограѓаните, здравјето на нашите најблиски, здравјето на пензионерите изнемоштените, здравјето на децата во нашата општина. Влеговме и водиме на сигурна кампања која што каде што буквално е нов вид на кампања. Ако на парламентарните предвремени избори имавме одредени трибини кои што ги водевме тогаш во строго контролирани услови со бројки, одредени бројки кои што тоа го направивме на принцип да поставиме столчиња на одредено расстојание и колку столчиња има поставено на таа трибина, толку луѓе да присуствуваат на таа трибина. Сега веќе во време на сезонски вируси и грипови, во време на ниски температури надворешни, решив и јас и предпоставувам и сите мои, понашто го гледам, кандидати и против кандидати за градоначалник на општина Штип, да водиме на кампања која што ќе биде модерна кампања. Верувам дека овој тип на кампања кој што го, да не речем измислуваме, поради тоа што ова е тотално атипично од сето она што го знаеме, што е политичка пропаганда и политичка кампања за едни избори, покажавме како штипјани дека сме отидени многу напред. Зборувам напред во политичкиот свет, каде што преку социјалните мрежи, преку вас медиумите, аудио и видео медиумите, преку лайв стриминзите, успеаваме на еден модерен начин, софистициран начин, целата онаа програма што имаме замислено и зацртано дека ќе оствариме во овие кратки 10 месеци мандат како градоначалник на Штип, да ја презентираме на нашите сограѓани. Колку тоа да изгледа абстрактно, колку тоа да изгледа неопипливо, верувате дека нашите сограѓани доаѓаат до делови од нашата програма, нашите сограѓани ја чувствуваат нашата енергија и нашите сограѓани на 13 декември ќе си го заокружат својот кандидат и градот ќе остане во сигурни раце. Благодарам. Вие да ги информираме и нашите гледачи, кога дојдовте овде како доктор, а не како кандидат, искажавте комплименти кои се однесуваат токму на однесувањето на сите политички ентитети кои се во оваа трка за градоначалничкото место во општина Штип. Тоа може да се забележи и од нашата претходна комуникација, а се разбира, за тоа може да посведочат и наблюдувачите на Цивил, кои од првиот ден на кампањата се присутни на теренот и кои редовно известуваат во нашето седиште што се случува во вашата општина. Би сакал да продолжиме со истото прашање, како е задоволен, како се задоволни кандидатите, што мислат, како ќе го оценат изборниот процес до сега, па наред ми е господинот Поликарп. Господин Поликарп,
како ќе оцените досегашната изборна атмосфера, изборниот процес во Штип на овие избори? Благодарам. Прво му благодарам на Господ Бог за можност да бидам овде и мојот поздрав упатувам до вие кои ще се овде и кандидатите за градоначалник Штип кои се овде на трибината со мене. Јас во име на мене како кандидат на градоначалник Штип и партијата која што застапувам, Интегра, ние сме задоволни до сега, земајќи во предвид времето кој што се наоѓаме, кој што не налага Господ не солда да бидеме креативни и во тоа сме креативни да се прилагодуваме према ситуацијата како што се нафрлува. Ние кампања ја водиме, верувам дека и сите други, не постои друг начин, не може класичен начин на кампања да се води, така да одредени средби остваруваме со минимизиран број на луѓе, повеќе делење на брошури, лепење на плакати, интернет и нормално и телевизијата. Така да јас сум навистина задоволен за тоа што општината Штип и Штип како град им е познато кој е Џими и во тој контекст сматрам дека е одлеснување, не треба многу напор јас да правам да објаснувам кој сум, што сум на граѓаните на град Штип и општината Штип. Долго година јас живеам и работам низ целата општина и широка Македонија и надвор од неа. Така да до овој момент се обвива како што ние сме предвидели од партијата Интегра. И благодарам. И јас ви благодарам. Се разбира, многу е важно кога во еден изборен процес има повеќе кандидати, особено ако се работи за оваа позиција. Очигледно е дека ниту здравствената криза, особено ако таа се свати како што треба и ако се почитуваат мерките, не ги спречија овие политички ентитети да излезат во оваа трка, да влезат односно во таа трка и да го се обидат да добијат глас повеќе за позицијата за која се борат. Во таа смисла особено е важно кога во едни вакви избори има и независни кандидати. Тоа само ја потврдува, ја дополнува, односно ја му дава поголем значај на демократскиот процес. Се разбира, независните кандидати не се многу чести во нашето општество, нашите политички процеси и во изборните процеси, па заради тоа е интересно да се види дека имаме еден таков токму на овие избори, во овој изборен процес. Господинот Митев е независен кандидат, единствен од петте, и би сакал да го замолам тој да ни каже каква е неговата оценка за изборниот процес до овој момент и се надевам па и понатаму доколку се позитивни оценки. Благодарам. Како прво, ќе спомнам само една реченица. Предизборниот процес беше катастрофален во однос на институциите. А тоа е Државната изборна комисија и Општинската изборна комисија кои ми прави обструкции. Затоа ќе зборам понатаму. Инаку од изборната кампања сум презадоволен, не задоволен, презадоволен бидејќи тука се наоѓаат луѓе со кои се познаваме, тука живееме во овој град, соработуваме. Тоа ми е единствената нада како човек обичен кој се рекламира преку платените програми на телевизиите, неплатените, уствари јас не можам да се финансирам, тоа треба да го знаеме, бидејќи изборниот закон е како швајцарско сирење. И за тоа понатаму ќе во некои други дискусии ќе кажам, а сум задоволен поради тоа што сега моментално нашата држава се наоѓа во тешка криза, здравствена криза, и мислам дека јас како личност меѓу партиите
уживам до многу вака поштовање, бидејќи сега сум јас како единствена, како да кажем, пионир, бидејќи во наредне мојата кампања има поголема цел, а таа цел да целата држава не биде една изборна единица, во која изборна единица само луѓето ќе бидат гласани, а не партиите. И од тоа се многу губи, инаку и се заблагодарувам на сите што ми помогнаа во однос на оваа изборна кампања до сега, бидејќи ние живееме во голема здравствена криза и моето представување е минимално, али од се сум задоволен. Имам толку да кажам и мислам дека вака треба да продолжат кампањите во Република Македонија. Со ваков континуитет, со вакви фер, демократски, спазување на противниците, ценење на противниците, зближувањето на идеите, па јас мислам дека за локалната самоуправа е најбитно правите луѓе на правото место да дојдат. Толку благодарам ако понатаму. Од моето искуство како дел од цивил организацијата, меѓутоа и како дел од редакцијата Цивил медија, можам да кажам дека еве од самиот почеток на оваа панел дискусија, верувам дека така ќе биде и до крајот, треба да извлечеме една поука, можеби да извлечеме еден пример за тоа како политичките ентитети кои се борат за власт би требало да комуницираат меѓу себе, да насапуваат во јавноста, како што кажа и претходните кандидати, соработката, атмосферата меѓу нив е позитивна, меѓусебно очигледно и се поддржуваат. Тоа што го спомнавте во врска со швајцарско сирење, односно изборниот законник кој е како швајцарско сирење, е констатација и на бројни експерти и автори кои пишувале за изборните процеси и за изборниот систем. Навистина, изборниот законник е навистина редно време да се исфрли, односно да се започне со креирање на нова законска рамка и се разбира сериозни реформи во изборниот систем. За тоа се зборува во моментов, и тоа не само во моментов, туку веќе подолго време, и на владино ниво, меѓутоа и на ниво на граѓанското општество. Се разбира дека овие оценки се важни за проблемите што сте ги имале со институциите во текот на кандидирањето. Јас се надевам дека ќе дознаеме и повеќе во текот или на оваа панел дискусија, меѓутоа имате предвид дека Цивил медија е отворена медиумска платформа за сите. The last but not the least, во овој прв круг на одговори на прашањето за оценката на изборниот процес до сега, се префрламе и кај нашиот пети гостин. Повелете вие како кандидат на ТМРО да ни кажете како ја оценувате до сегашната атмосфера во изборниот процес и како мислите дека ќе тече до 13 декември? Повелете. Изборниот процес досега се одбива сосема коректно, сосема според сите протоколи се спазуваат нормално, нели? Се наоѓаме во ситуација, светска пандемија и така да самата кампања се одвива во најмногу преку медиумите и преку телевизиите. Морам да и се заблагодарам и на другите кандидати што го почитуваат тој ред. Дали имавте некои проблеми при регистрација, при започнување на кампањата, при целиот процес на започнување со активностите на терен или во медиумите до сега? До сега немало никаков проблем. Добро, благодарам господин Наумов. Сега може би е време да продолжиме со
вториот круг, меѓутоа пред да ви го одстапам микрофонот прво вам, би сакал да ја прашам дали имате некоја порака меѓу себе да си размените во поглед на тоа што го кажавте, некој што кажал, може сакате да го дополните или да се спротивставите на некој од тие мислења или да продолжиме со вториот круг. Мислам дека сосема коректно беа изјавите на сите кандидати. Сега влегуваме во малку по-динамичниот дел од нашата панел дискусија. Сакам да ги запрашам нашите гости, кандидатите, што тие им нудат на граѓанките и граѓаните на општина Штип. Како тие мислат дека ќе ги решат нивните проблеми, како ќе им донесат повеќе квалитет на живеењето и повеќе благосостојба во оваа важна општина, центарот на источниот дел од нашата држава. Повелете, ќе започнеме со господинот Ангелов. Ние како луѓе кои што треба да бидеме први на сите граѓани да можат да имат да бидат задоволни за тоа што нашата програмата може да ја кажеме како е планирана или само тоа што и го нудиме на граѓаните ние е едно нешто што е најдобро. Значи ние треба да бидеме, да стоиме на располагање и за сета таа програма што е планирана, да стоиме на располагање на сите граѓани. Кои се главните точки на вашата програма? Главните точки на мојата програма е поради ситуацијата во светот што е, да се продолжи со изградбата на болницата која што е оставена започната и недовршена. Оти е најмногу потребна за сите граѓани во ова денешно време и бидејќи е регион, имаме недостаток на сместувачки капацитет на луѓето, бидејќи има големи недостатоци, затоа мора да се започне да се доврши тај битен објект во моментот за граѓаните. Потоа друга главна точка, мене приоритетна што ми е да се искористат топлите води со бања Кежовица. Да се направат, има добри услови, да се направат таму спортски центри со сите видови на спортови, отворен, затворен базен, да може да младите луѓе да се рекреираат и да биде благодет за сите луѓе и сите граѓани, не само од Штип, него и пошироко. Таму престојат многу да се искористат тие ситуации, голем благодет на градот. Со тие двете работи би настапил, така да што нема да има можности ни да бидат завршени. Другите работи се тековни, што може да интервенираме во секој момент. Дали ќе биде улица, дали за асфалтирање раскрсница, дали ќе биде пукната цевка, тие се нормални работи што не може да ги предвидиме и така да ќе стоиме на располагање на граѓаните. Дали ова значи, бидејќи спомнавте два големи проекти, дали ова значи дека ќе се обидете да го продолжите својот мандат? Дали тоа ќе значи дека ќе одите и на избори во 2021 година, кога се редовните избори? Па јас, кога би влегол во таа фотелја, не би бил таму само да седнам во неа, да помине времето, него и да го реализирам тоа. Ако немам време, уште еден мандат барам, само да биде тоа да спроведам сета таа програма што сум ја замислил. Благодарам, господин Ангелов. Докторе, господин Николовски, повелете вие во кратки црти, објаснете ни што им нудите на граѓанките и граѓаните на општина Штип. Како мислите да го добиете нивниот глас? За време на пак ја го почнам моветот со парламентарните избори, или тоа што
бевме на терен со целиот тим кој што работи со мене и ги увидовме работите од 2017 програмата за локалните избори, каде што е реализирано, што не е реализирано, и последните неколку месеци активно работиме на терен. И јас бих почнал со некои капитални проекти кои што се битни за градот, поготово за инфраструктурните работи околу градот. Тоа би било решавање на крстросницата на во населба Сењак помеѓу Сремски фронт и Борис Крајгер. Тоа е една голема раскрсница каде што имаме огромен промет на возила, имаме огромен промет на пешаци. Таа ги поврзува Сењакот со излезот од градот, центарот со излезот на градот, жителите од Сењак и Баби со центарот. Така да таа е една голема раскрсница која што веќе изготвивме и проекти, обезбедивме финансиски средства околу 14 милиони денари, кои што ќе бидат употребени за регулација и реконструкција на таа раскрсница. Потоа имаме проблем со улица Панче Караѓозов, улица која што е поставена со коцка на потегот од Туш до Елкос. Тоа е една голема улица која што бучавата колите кои што минуваат по таа улица, прави проблем за самите жители на таа населба. И ќе се направи комплетна реконструкција на улицата со водовод и канализационен систем, ќе се решат тротоарите, ќе се прошират, ќе се реши каналниот систем, ќе се прошири улицата. Ќе направиме реконструкција на дел од булеварот Партизанска, кој што представува во еден момент тесно грло, кој што овозможува излез на градот према населба Баби и према кружниот тек, новиот кружен тек кој што е поставен. Таму воедно со решавањето на булеварот ќе се реши и ситуацијата на неколку социјално загрозени семејства, значи не работиме само на капиталните инфраструктурни проблеми, туку ќе работиме и решавање на социјално загрозените семејства. Веќе имаме проект со 100 типски куќи кои што ќе бидат изградени во населба Света Недела, каде што сите оние семејства кои што да наречеме во 21 век кубурат со услови за живот, субстандардни услови на живот, ќе обезбедиме дом и ќе го решиме нивното прашање за топол кров над главата. Која е временската рамка на овие проекти? Овие проекти би требало да се реализираат во овие 10-месечен мандат. Значи, зборуваме за проект каде што веќе е урбанизирано парцели, проект каде што се веќе обезбедени средства и проект кој што ќе започне да функционира во наредните месеци, со цел да се реши првен социјалниот статус на овие наши сограѓани, а потоа да се реши и излезот на градот, односно булеварот. Значи овде имаме уште еден проблем каде што во нервниот диспанзер живеат наши сограѓани во едни апсолутно субстандардни и нехумани услови, поготово во време на една ваква пандемија, на една ваква здравствена криза. Јас бев неколку пати кај тие луѓе, апсолутно недозволиво да оставиме наши сограѓани да живеат во такви услови. Сега тука ќе го напоменам како и еден од најкрупните капитални проекти кои што ги имаме. Тоа е деценискиот 35 годишниот сон на сите штипјани. Верувам дека сега ќе стане реалност. Тоа е браната на река Тотиња. Значи се завршени сите проекти, се завршени сите испитувања за влијанието врз животната средина. Значи веќе завршена тендерската постапка во завршна фаза и јас ќе бидам среќен што во мојот мандат ќе биде започнувањето на градбата на таа брана. Некаде 7,5 милиони евра проект кој што средства обезбедени од владата на Република Северна Македонија и со тоа ќе се реши деценискиот проблем на Штипјани. Да го решиме од поплави, ќе промениме климатската структура, ќе да зголемиме угостителството, туризмот, како и спортско-рекреативниот дел. Значи зборуваме за една огромна брана со некаде околу 3 милиони метри кубни вода, резервоар, кој што ќе го реши климатскиот дел. Да не зборуваме понатаму за другиот капитален проект, тоа е гасоводот за град, за општина Штип, каде што веќе сме стигнати до насоба 3 чешми, гасоводот е дојден и веќе е завршено со идеен, основен проект, инфраструктурен проект за гасоводот и веќе е во завршна фаза и експроприациониот дел од решавање на гасоводните линии кои што ќе водат према градот. И овој гасовод ќе биде некаде внатрешен гасовод со должина 20 километри, каде што на почетокот ќе го усмериме према институциите, училиштата, градинките, општинските институции,
индустријската зона Тир, ќе дадеме во индустријските зони во Македонка, капацитетите индустријски во Тибо, а потоа ќе направиме и анализа на пазарот за да оваа гасоводна мрежа стигне до секој дом во нашата општина. Да не зборуваме за решавање на училишните проекти, зборуваме за нашите најмлади граѓани, децата. Значи ќе направиме реконструкција на кровот во училиштето Гоце Делчев. Ќе направиме термоизолациона фасада на истото училиште. Ќе направиме комплетна реконструкција на кровот на гимназијата Славчо Стоменски, гимназија каде што сум учел, каде што сум го стекнал своето средно образование. Ќе направиме реконструкција на санитарните чворови во училиштето Тошарство. Веќе е направен проект за дворно уредување на училиштето Димитар Влахов со додавање на спортски реквизити. Зборуваме понатаму за формирање на спортски терен на училиштето на средното училиште Славчо Стоменски, и тоа ќе биде спортски терен по сите стандарди, кај што ќе може да се изведуваат и спортски настани од типот на баскет и фудбал, кој што ќе биде со посебна подлога. Така да ова е само мал дел од оние проекти, односно крупните капитални проекти од оние сите што ги веќе имаме набројано во нашата програма во Сигурни раце со доктор Сашко Николов, каде што главен акцент и прво нешто што ќе го направам од после 13 декември е ќе побарам советот да формира фонд, кој што фонд ќе биде средство од општествено одговорни компании, од нашите компании во градот, да формираме еден фонд кој што ќе обезбедиме маска, заштитна маска за секој наш сограѓан. Светската здравствена организација до сега во борба со оваа пандемија даде само една ситуација дека носење заштитна маска, социјалната дистанца и дезинфекција на рацете се единствените мерки кои што покажале ефект во борба против оваа пандемија. Така да ние ќе го направиме тој фонд заедно со советот на град на општина Штип и тој фонд ќе обезбеди буквално маска за секој еден наш сограѓанин. Ќе направиме Тоа се маски кои ќе ги носат секој ден. Апсолутно. Ние имаме сега една друга ситуација. Малце ќе излезам од темата. Имаме ситуација каде што имаме маски за еднократна употреба и маски за повеќекратни употреби. Овие што се за повеќекратни употреби маски ние треба да ги соодветно испереме, односно да ги извриеме, или има другата е да се стават во печка да се испечат. Да се буквално да се стерилизира маската. Меѓутоа после 1, 2, 3 такви перења и печења, квалитетот на маската е паднат и не знаеме веќе дали таа маска доволно штити или повише загадува. Заради тоа, како доктор, тоа е моја професионална деформација, ќе ја кажам, ради тоа што ги анализирам и по градот луѓето, и морам да кажам дека ако на почетокот на пандемијата во март имавме проблем да ги убедиме нашите сограѓани, и не само нашите сограѓани, сите граѓани на нашата држава да носат маски, веќе од кога се донесе одлука на влада за задолжително носење на маски во јавни простори, можам со гордост да кажам, поготово во Штип, дека сите наши сограѓани ги почитуваат тие мерки. И јас сум горд што сум штипенец, горд што сум се родил и пораснал во овој град, и сум горд што ги гледам нашите сограѓани како буквално, дословно се ги почитуваат сите тие мерки. Покрај формирањето на тој фонд, ние ќе формираме и во соработка со Црвениот крст и самата општина веќе има формирано групи на наши граѓани кои што ќе помагаат на изнемоштените болните лица, оние кои што се во изолација, оние кои што не можат да излезат да си ги купат намирниците, да си ги донесат, да обезбедиме намирници, да обезбедиме лекови, да платиме сметки и се што е потребно за овие наши сограѓани, да се чувствуваат безбедни и да знаат дека општината стои секој тука покрај нив и може да се потпрат на општината. Ќе се формираат посебни центри во склоп на Црвениот крст за пензионерите. Ќе се формираат групи кои што ќе помагаат на дечињата со попреченост во градинките. Ќе се формираат групи кои што ќе помагаат на изнемоштените лица. Тоа е еден главен приоритет и акцент кој што ќе го започнам да го правам веднаш штом ќе стапам на позицијата градоначалник на општина Штип. Понатаму, тоа што е карактеристично за нашиот град е историјата и културата. Штип е еден историски културен град, град од кој што излегле доста уметници, доста политичари, доста спортисти, и ние тоа треба да си го негуваме, да си го продолжуваме. Во склоп на тоа веќе имам изготвено проект кој што че трасе,
Тоа е еден наш празник на 22 март, каде што се качуваме на нашата Штипска тврдина на Истарот, фрламе 39 каменчиња, 40 го носиме со нас. Тоа е веќе како нематеријално културно наследство и ќе го со проект веќе со УНЕСКО ќе биде препознаено како наше културно нематеријално наследство. И веќе во соработка и со директорот на музеот на општина Штип веќе добивме проект за санација на културните обележја, бидејќи се во една каква таква состојба и тие се оние кои што го красат нашиот град. Веќе започнато црквата Свети Василije кој што е од другата страна на Истарот, веќе е реставриран делот кој што е откопан и откриен и тоа ќе биде едно прекрасно убаво место. Тука ќе ја спомнеме. Се тоа мислите дека ќе го започнете за овие 10 месеци? Веќе од овие претходните капитални проекти, да, ова е веќе во фаза на завршување, зборуваме за црквата Свети Василij, а веќе имам изготвено проекти каде што јас како градоначелник ќе аплицирам по сите европски фондови за реставрација на Саат кулата, реставрација на црква џамија Светилија, која што имаме како историско наше богатство, а е оставено на забот од времето да живее и да функционира таму. Овде слушнав и неколку теми што како член на редакцијата Цивил Медија можеби ќе треба да бидат повод за наша Само едно прашање до докторот. за наша серија од репортажи. Повелете, господин Новов. Сакам да прашам во врска со куките во Света недела. Дали тоа ќе значи сечење на шумата таму во тој дел? Не зборуваме за горниот дел Света недела, значи зборуваме за долниот урбанизираниот дел, веќе тоа е урбанизирана парцела каде што ќе бидат тие поставени куќи. Апсолутно, апсолутно. Бидејќи бевме сведоци веќе на едно сечење таму во населбата Сончев град. Тоа не знам кога било. Би сакал тоа да се Апсолутно, повтори. јас како како доктор и како човек кој што се грижи за здравјето на сите граѓани, не само на штипјаните, него јас сум доктор кој што се грижи за здравјето на целиот источен регион, граѓаните од целиот источен регион. Приоритет ми е заштита на животната средина. Ние сега имаме едно шеталиште кое што е покрај реката Брегалница и да не го спомнувам шеталиштето околу реката Отиња, каде што нашите сограѓани, поготово оние мои пациенти кои што после сложена интервенција на срцето, им даваме за задача секојдневно да извршуваат физичка активност. Тие тоа го прават, можам да кажам, во апсолутно најзагадениот дел од градот. И тоа е реален мој проблем како доктор, реален проблем и за сите наши сограѓани, заради тоа што Штип, познат како град на ветерот, каде што цело време дува ветер, малце се променети дали со градбите, дали со буквално со промената на биосредината, ветерот не е толку застапен во нашиот град како што тоа го памтам и јас и верувам дека сите вие овде го памтите подобро од мене. Затоа во нашата програма, тоест во мојата програма, предвидуваме и проект изработка на проектна документација. Значи тоа нема да биде да се изреализира во овие 10 месеци, меѓутоа ќе изработиме проектна документација. Изборувам така како проектна документација заради тоа што инсистирав да обезбедиме висински рекреативни пешачки патеки за пешаци и велосипедисти рекреативци, кои што од една страна ќе овозможиме нашите сограѓани да пешачат, да се движат, да се рекреират во брдата, каде што имаме чист воздух. Од една страна, од друга страна, со ваква една пешачка патека решаваме еден долгогодишен проблем за нашите сограѓани од село Караорман, каде што, како што е патот, многу е тешко изведена тротарна површина за да можат тие пешаци од село Караорман да стигнат до населба Бабе. Затоа ќе сме во овој период, 10 месечен, ќе изготвиме една проектна документација за пешачка патека која што ќе ги поврзе село Караорман со населба Бабе. Од една страна ќе ни даде рекреација, спорт и здравје, а од друга страна ќе даде сигурност на сите овие наши сограѓани од село Караорман да стигнат до населба Баби по еден сигурен и здрав пат. Благодарам за овие детали. Јас би сакал да преидеме на господин Поликарп, кој го замолам да сподели со јавноста како сака, со кои проекти, со кои замисли, со кои пораки го бара гласот на штипјанки и штипјани на овие избори. Повелете, господин Поликарп. Благодарам. Нашите проекти кои што ги предложуваме се како Штип, како општина и град
да маршира напред во иднината или кон Европа. Сигурно е дека време 8-10 месеци за првиот мандат е недоволно, но и за тоа кратко време имаме неколку проекти со кои што ќе настапуваме за Штип, град Штип и општина Штип. Но главните проекти кои што ние нудиме за градот Штип, првото би било градена на концертна сала. Во Македонија не постои ни еден град каде има концертна сала. Штип и доликува на Штип како домакин на Макфест, прочуена Макфест, да има концертна сала. Затоа што во таа модерна, ултрамодерна концертна сала кога ќе се изгради, тогаш имиња, световните имиња, бендови, групи од цел свет би дошле, би настапувале во таква концертна сала. Така би автоматски ставило Штип во картата на културата во југозападна Европа. Второто би било хидротермалната проект кој што нудиме за Кежовица. Би сме дали концесија за 10 фирми, пример, каде би се изградило ултрамодерни сместување хотели, значи базенти, жакузи, сауни, и тоа би предизвикало или би било атракција за здравствен туризам. До сега нашите народ патувал во Бугарија. Зошто да не би патувале цела Европа во Штип, во Македонија, каде што има модерните услови кои што би нудило бањското туризам во градот Штип. Трето, како проект, Штип е текстилен град и би сме креирале слободна текстилна зона со цел кој фабрика ќе се згради во таа слободна текстилна зона би произведеле висококвалитетно финални производи на кои на неа би требало да стои со гордост Маде и Македонија, без никаква додатоци. Произведено во Македонија. Тоа се гордееме дека можеме ние да произведуваме висококвалитетна производ со нашето лого произведено во Македонија. До сега сите текстилните фабрики во Штип чијат лон систем едва и добиваат по 200 евра плата. Четврто, агроберза. Во агроберзата кој што планираме како проект, со сосвен зграда, сите земјоделски производи во источниот реон и надвор од Македонија би се пласирале на таа агроберза. И предвидено е да се гради покрај карго аеродромот и држи место. За 10 месеци кои што ако сограѓаните ни дадат мандат, благодарение на бившиот градоначалник Закариев, патеката покрај реката Брегалница е изградена за помалку од 5 километар да се доизгради до Караоман. Тие 5 километри ќе се доизградат, ќе се сврзува Караоман со градот Штип. Велосипедски и пешачките патеки. Пребег би се сврзало, би се градило велосипедски патеки кои би сврзало Сушево аеродромот и 3 чешми за бициклирање. Ние имаме фондација. Кога ќе создадеме таа патека, нашата фондација стои да набавува велосипеди за сограѓаните, тие кои што не можат да си дозволат. И за тоа 10 месеци, ако ја даде мандатот,
граѓаните од градот Штип. Штип е најголем град во источниот регион. Доликува на Штип и на Штипјани и на широка Македонија да се знае каде починува Штип и каде завршува Штип. За тие кои доаѓаат во Штип, каде официјално починува Штип. За тие кои излегуваат од Штип, каде збогум на најпрекасниот град, каде кажуваат збогум или пријатно. Би сме зградиле градска порта за влез од Штип, доаѓање од Скопје. Модерна архитектура. И исто така би било од другата страна, од Радовиш, Сумица, влегување кон Штип. Би се изградиле официјални градски порти со знака каде би се ставиле знамиња во време на празници. И тоа е. Проектите кои ние што ги имаме се многу, но останува збор како ќе се финансира. Ја морам тога да го кажам сега. Да бидем најасно. Нема да биде потрошено парите на граѓаните. Општината Штип од буџетот ќе извојува максимум 30% од купната капитал на капиталните инвестиции. Ние планираме да се финансира преку јавно партнерство од приватно инвестиционите фондови. Ние осваривме неколку контакти веќе, а имаме луѓе заинтересирани да инвестираат. Зборувајќи за тоа, луѓе заинтересирани, да го додадам овде, во бивша Југославија имаше студенти од целиот свет, а највеќе од Африка. За време на овој кампањ, оваа недела, тие станале кој министер, кој председател во нивните држави. Тие неколку од нив ме контактирали од вечера и денеска. Уште се затоплуваат, се загреваат за соработка. Највеќе, например, агропроизводите од општината Штип и пошироко од Македонија. Не можеме да продадеме никаде во Европа, заради законите. Но би сме можеле во Африка, како пример давам. Благодарам. Благодарам, можете интересни проекти, замисли и предлози за јавноста штипска и македонска. Повелете. Јас само да направам едно поздравување и една корекција малце на господин Симон. Правен честитки за идеите со пешачките и велосипедските патики, како и обезбедување на велосипед за секој наш сограѓанин. Тоа го поздравувам, тоа е во духот на градот, во духот на спортот. Меѓутоа корекцијата е во однос на платата. Моментално минималната плата во нашата држава е 14.000 денари 500, кој што го обезбеди владата на Република Северна Македонија со премиерот Зоран Заев и целиот негов тим. Така да тоа беше корекцијата, само во однос на останатите ваши проекти се радувам што и како идеја, еве јас како градоначелник во идниот период, јас се надевам дека ќе бидам градоначелник, се извинувам што се ословувам како градоначелник, меѓутоа идеите се гледа како градоначелник, така што не е проблем. Секој од нас ќе биде, секој од нас е можен градоначелник на оваа наша општина, така да вашите идеи и проекти апсолутно се што е она реално и изводливо ќе биде прифатливо. Да знаете, тоа го кажувам како иден градоначелник што покрај моите проекти се што е во рамките и во можноста ќе биде преземено. Благодарам. Имате нешто да одговорите или да прејдеме понатаму? Не, нема одговор, нема да правиме тоа. Коректни мора да видиме. Него јас кога спомнувам 200 евра, не е дека буквално 200 евра. Сакам да кажам дека ниски се платите. Во однос на ниските плати, кога бисме произведеле во Штип високо квалитетно производ, така наречен Маде и Македонија, повеќе пари бисме заработиле. Тоа сакам да кажам. И тука беше другата поддршка на идејата на господин Симон дека ние треба да направиме индустријска зона
не за странски инвестиции. Штип треба да направи индустријска зона за матичните бизнис индустрии. Ние треба да направиме наша македонска индустријска зона, каде што нашите компании од нашиот град ќе инвестираат во ширење на градот, со тоа ќе обезбедуваат повеќе работни места, ќе обезбедуваат квалитетни плати и ќе обезбедуваат квалитетни услови на нашите сограѓани за работа во тие индустријски капацитети. Добро, може да преминеме сега и на другите кандидати, на можните градоначалници во општина Штип. Сега ред е на господин Митев да ни каже нам, на јавноста, кои се вашите аргументи, зошто граѓанките и граѓаните, гласачите во општина Штип треба да ве изберат вас како градоначалник. Повелете. За почеток да кажем дека имав чиста среќа да присуствувам на 20 работилници и семинари, кога се водеше дискусијата за централизација и фискализација на локалната самоуправа, децентрализација на локалната самоуправа. Прво и основно, за локалната самоуправа треба да се знае дека првите параметри се чист воздух, чиста вода и урбана средина. Али урбана средина за секој подеднакво. Бидејќи секаде, во сите општини во Република Македонија, се работи само од интерес. Тоа е една болна точка на сите општини. Вака, подолг период, локалната самоуправа Штип е нефункционална. Прво што треба да се направи реорганизација на локалната самоуправа. Не е таков модел да се работи со два пола, така речено, таму се запослени луѓе ќе извинат со носење памфлети и знамиња. Значи, треба да дојдат прави луѓе на право место. Така би функционирала локалната самоуправа. Односно на финансиски оддел. Ќе спомнам само една реченица од тие семинари, вика: секоја локална самоуправа треба да биде собствен дом, цртица со собствен новченик или паричник. Тоа значи дека секоја локална самоуправа треба да има одржлив развој. Локалната самоуправа Штип, како нефункционална општина, не го спазува тоа, односно има превработеност во локалната самоуправа како прво, како второ од приходите собрани од сите дотации, такси, ДДВ и X други работи, 30% одат за плати и надоместоци. А остатокот на парите, кој е наменски, до сега не е направено анализа каде одат парите. И тука треба да се направи пресек, а тој пресек може да го направи човек што знае проблематиката на Исак Кадижис. А тоа е моделот формирање на комплементарни тимови, кои комплементарни тимови ќе бидат по 4 луѓе и тоа вработени. Не вработени, вработени во локалната самоуправа, кои ќе работат под раковство мое. Како прво треба да имаме луѓе што ќе работат внатре во локалната самоуправа, за внатрешните да ја направат локалната самоуправа ефективна и активна, а втората група ќе работи за јавните предпријатија кои се слаба алка на сите општини во Штип. Најслаба алка е за институциите. Бидејќи таму имаш партиски вработување, треба да има 150 во ИСАР, а има 400. Тоа треба да се стави мониторинг наредните 3 изборни циклуси да нема вработување во локалните самоуправи. Тоа никој не го. Тоа се најголемите слабости што ги кажат до сега. Како прво, таа организација се гледа по однос на финансиите. 14 милиона и 700 илјади евра е буџетот за 2019 година. Од тие 14 милиона и 700 илјади евра, 30% одат за плати и придоноси, некаде испаѓа дека околу милион евра треба за наменски средства за патишта, за канализации и ред други работи. Тоа е мала работа, мислам. Али парите се огромни, а ефектот е нула. Тоа ќе ми биде како приоритет кој ќе влезам првиот ден. Бидејќи се има
секој граѓанин или секој вработен си има биолошки код, ќе видиме, за жал таму има по англиски, нема превод, али ако нема код, го нарекуваат ќутук, преведено на македонски. Се изгледа таа суштината на локалната самоуправа во однос на човечките ресурси. И тука многу треба да се направи, за да бидеме прва општина во Источна Македонија, да имаме современ модел на раководење на локална самоуправа, која е преземен од најпознатиот економист менаџер во светот, четврти во Америка, тоа е Исак Адижис, роден во Скопје и квалитетен човек, само над него треба да се огледаме. И така само може да одат локалните самоуправи и државата да одат напред. Он не применува во исто време демократура и диктатура или демократура. Значи сите општини треба да донесуваат одлуки, тие одлуки да се спроведуваат диктаторски. А кај нас што е? Никој нема одговорност. Партијата е пред човекот и тоа е најголемата грешка во локалните самоуправи. Како второ, најголемиот приоритет ќе ми биде промена на азбестните цевки кои се мак-мака во Штип. Тие се некаде околу 42 км должина. Овде немаме подземен катастар. Овде имаме тешки, како да кажем, проблеми со водата. Како фактор, чистата вода, дискутабилно, ама важно имаме чиста вода сега за сега, бидејќи се у фаза на распајање. Тие цевки се стави некаде околу 50 години, над 50. И веко на трајање, може да се знае, штипјани го знаат, ако ти се расипе болер ефективно, има една иглички таму се појават у водата и тоа за здравјето е многу добро. Имаше некои доктори на наука изборуваат дека азбестот не дуи штета, на цел свет го има изфрлено. Мислам да разборувам колку е квалитетот во образованието и ред други работи. Затоа да не влегувам натаму, тоа е друга тематика. Инаку тие цевки се веќе за менување. Краток е период. Периодот е многу краток, 10 месеци. Ако би јас да се прифанал, ја би ги за тие 10 месеца најпрво што би направил, би ги сменил цевките што излеват од филтер станицата према градот. Тоа е многу битно, бидејќи таму ударната зона и сега па се појавуваат тие овај период, бидејќи има растресет материјал, тоа ми е позната материја, и се пукат цевките и Штип нема по 3-4 дена вода. Болно е 60.000 у еко на пандемија вода да нема. А се зборува раци се миеш, гигиена, редовија. Снемува вода во Штип? Како? Снемува вода во Штип. Па последните 2 недели у различни региони немаше по 2-3 дена вода. Е тоа. Како трето, браната на река Отиња, јас како се сеќавам, јас сум давал придонеси од мојата плата од ниво. Нема 30-40 години, веќе нема. Поддржуваме проектот, тоа е моја лично убедување, поддржувам го, само се сомневам во реализацијата. Сомневам се од некои причини во реализацијата на тој проект, али го поддржувам внатрешно и така натаму. Бидејќи тој проект има многу ефекти, а за мене најдобар ефект е тоа што ќе имаме извор на некоја вода, а таа вода ќе ни треба на нас. Бидејќи него поддржувам проектот за Кнежево, хидросистемот Зетовица, бидејќи имав критики излегов во медиуми, и сум кажал нешто, сега ќе кажа магматски стени. Тито не бил толку глуп на времето кога кажал дека има најповеќе ураниум или ураниумски руди или тешки метали во минатата држава Југославија. И еден од најголемите наоѓалишта на тие тешки метали е тој дел дека се најде браната Кнежевица. Кнежево, односно хидросистемот Зетовица. Затоа има документација. Тоа го има направено Винча, Белград, тие најеките ураниуми и институти, и го покажува тој, и затоа не е поддржуван таа, да до граѓаните дојде таа вода. Има си и многу причини за тоа што не го поддржува. Впрочем и вашата професионална и образовна Па така, јас да не зборувам, јас сум ги поминал сите фази. Бев запослен, па си само излегов од работа, приватизацијата за 1000 евра му е дадо нашата фирма, судството разонедено, да не зборувам илјадници работа. Сите фази сум ги поминал. Цел живот сте го поминале во Штип, предпоставам и... Да, тука овде сум роден, 60 години, пореснат во
гимназијата во Дворо. Од протива, тука сум порастат, понадолу живеа малку 200 метра понадолу. Како градежна фирма што работев, тоа мислам за воа, за патики, за асфалт, за бекатон плочки, за корекции, ретроги работи. Тоа е за мене мала работа. И јас како иден градоначелник не можам да таксам многу, знам дека има една реченица колку имаш, колку ти е чергата, толку треба да арчиш. Бидејќи. И сите зборуваме дека оваа пандемија е здравствена пандемија. Не, ова е економска. Граѓаните немат пари, општините немат пари. Еве последниот пример што беше општина Штип направи ребаланс на буџетот 20%, кратење од капиталните проекти. А кои се тие капитални проекти? Сега дотација добива пак од државата. 2 пати добива дотација и еднаш ребаланс. Тоа го нема никаде. Значи, треба секоја локална самоуправа да има си одржлив развој. Да си направи, како да кажам, црта, и од таа црта не смее нагоре да се оде. Не кој да е градоначелник, кој сака нека биде. Тука нема, бидејќи сите локални општини, бидејќи Скопје како наја град, економски, сите средства одат во Скопје и се враќаат назад по трансфер. Граѓаните за општините, не само за Штип. Еве јас само еден пример ќе наведам. Концесијата колку изнесува на Бучев во Штип. Колку изнесува придонесо, рекол дека на една транснационална трезорска сметка ставена буџет. Од буџетот фалат, од самопридонес се фалат 300.000 евра. И никој не каже. Сите си требаат. А тоа се дадени пари на локална самоуправа, уплатени, однесени од трезорска смета, 300.000 евра фалат на сметката. Бидејќи јас бев јавов до Министерството за економија, тие се дадени на јавни предпријатија, а не знам на поединци, не сум видел на поединци, може да се давани на поединци. Толку ни локалната самоуправа функционална. Значи, првен, како најпрво, најприоритет, мора локалната самоуправа да стане функционална. Ако не стане функционална, ако наши, ваши, ни најмалку сите проекти паѓаат во вода. Немате додир до граѓаните. Граѓаните се сега економски исцрпени. И за тоа го нудам, како прво и основно, вода, воздух и урбана работа, мислам, урбани проекти, кои ќе ги задоволат сите потреби. А не сега ние во центарот имаме канализација, водовод, станицата, бабите, Карорман, бидејќи јас работев во градежна фирма, сите улици ги знам. Не улици, народот ме знае, 5.000 народ ме знаат уште. Значи, сите имат проблеми. Али никој не става приоритет на кој проблем. Ја би ставил прво приоритет на канализацијата, на водата. А не да правам платформа, а немам театар, немам обнова на театар. Мислам, абсурдни работи се догодуват во Штип. Исто за реката на Отиња. Требаше да се направи уште при 30 години. Регулацијата на водата по Отиња да беше зона така дека се шета граѓаните. А остатокот да беше пат, а не сега узурпира го локалната самоуправа пато на возачите, на плаќа за тоа, а ние плаќаме секоја година за регистрација на возилата, за пат. Нека си направи локалната самоуправа, ако е мокна, како што е мокна, како што има пари, собствени оно, јас би го тоа замислил понатаму. Сега не можеш краток период. Би направил паркинзи, тогаш не го наплаќа. А не за готов производ, плата земат, пари земат, готови пари улева и па пари нема. Абсурдно. Значи тука големо, ако не направат не само Штип како општина, сите општини ако не прават реорганизација. Кажувам ви тешко на системот и на луѓето. Толку имам да кажам, тие се приоритети мои. Кратки, јасни, за тоа 10 месеца доволно е да се некои применат и да се нешто направи. Али општо, јак сум многу човечките ресурси, човечките ресурси се многу битни, биолошки код на луѓето, поставеноста во локалната самоуправа, не да функционират кафичите за време работно време, нема го тоа, дека го има тоа, а плата да взимаш. Мислам, има многу големи пропусти од тези работи,
Пожелувам се најдобро, мислам, и лично јас сум задоволен од ово што го кажав и понатаму истото го мислам. И утре пак да ме прашате истото го кажам. Не ветувам ништо ново. Благодарам. Господин Дали- Митев, сакате кратко Само, нешто да... само да го поздравам првен и предлогот на нашиот сограѓанин кој што е доста почитуван и си ја знае својата професија. Не се познаваме лично, меѓутоа сум слушал доста позитивни работи за господин Трајче Митев. Водоводната канализација имаме навистина стара водоводна канализација. И причината за дефектот кој што беше пред 3 недели беше како резултат на старата, кој што со промените на напонот, на притисоците во водоводните цевки, буквално експлодира дел од цевка и среќа што во таа зона немаше наши сограѓани можеа да настрадат. Тоа беше големо парче на бетонска азбестна бетонска фрактура која што летна од не знам колку метри длабочина излезе надвор на површината. Меѓутоа тоа е проект, господин Трајче Митев, каде што ние треба да направиме прен комплетен проект и анализа. И ние треба да направиме комплетна промена на целата водоводна канализација. Тука се слагаме, нема дискусија. Тоа е нешто што мораме да работиме сите ние 5 души, и не само 5 души, сите 50.000 жители на градот, било кој да биде градоначелник на општина Штип сега и во наредните 10-15 години, тоа е приоритет кој што мораме да го решиме. Да ви скоригирам во однос на хидросистемот Златовица, вие сте можеби упатени во работниот дел на земјиштето, меѓутоа водата од хидросистемот Златовица е тестирана од Институтот и Центарот за јавно здравје. И квалитетот на таа вода кој што сега ќе се направи нова адаптација на филтер станицата со современа филтер станица, која што буквално ќе обслужува некаде околу 300 литри во секунда, вода од тој хидросистем Златовица е тестиран и ги има сите атрибути на квалитетна и чиста питка вода за пиење. Во однос на делот кој што го кажавте за локалната самоуправа, не можеме да не се согласам дека дали имаме превработување или немаме, тоа нема да го коментирам, ради тоа што имаме систематизација, имаме закони за локална самоуправа по кои што и како градоначалници, јас сум бил и советник во општина Штип, ние мораме да се придржуваме. Меѓутоа, внатре во општинските институции, внатре во комуналните предпријатија, работат и има луѓе кои што се вредни, кои што се интелигентни, кои што ги исполнуваат сите задолженија кои што им се задават од нивните предпоставени. Тоа што ние можеме да го направиме диктатура никако. Тоа знам дека не го мислевте во права смисла на зборот, меѓутоа има начин како да се воспостави. Јас се водам по моето мото како доктор во болницата. 2014 до 2020 направивме посебен одел во клиничката болница Штип, каде што работи во посебни услови со посебни стандарди и протоколи, а тоа се продуктивност, ефективност, експедитивност, ред и дисциплина. Кој ќе поставиме овие стандарди и кој ќе почнеме по хиерархија и по систематизација, секој ќе треба да сноси одговорност по таа хиерархиска вертикала и се сложувам дека наоѓањето на општинските работници во кафетериите, во кафичите во време на во рок на работно време треба да биде соодветно санкционирано. Благодарам се, Розгрија, повелете. Вака сега, да почнеме од стручноста. За квалитетот на водата од Кнежево хидросистема Златовица, рековте анализи направени, досега не сум нашол. Да, има, слободно може да ги побарате. Вака, мислам да не навлегуваме во таа работа проблематика, бидејќи тоа го докажуват институции што се работеле или што се земале пари од таму. Да видиме како граѓанството и науката како реагира. Науката кажува нешто друго. Науката кажува дека таму има тешки метали, има рудник. Се извинувам, од кои извори се овие податоци? Овие се податоци од геолошки толкувачи на земјиштето, кои се правени на ниво на република. Че се извинам јас дека морам да те прекинам и тоа јас потекнувам од тој крај и имам пиено од секој извор кај што е браната сега. Таму беше школата, јас имам завршено таму основно образование и до сега пијат
Кратово, Кочани, Пробиштип и Штип вода, на никој ништо не му се случило. Затоа може да има таму некаде тие метали, ама не се баш таму. Кај што е водата. И таа вода е Не знам дали- најдобра вода за пиење, за разлика од било кога. Да. Мислам, тоа е ваше мислење. Јас сум Тоа е бил точно проверено тоа. повеќе семинари, јас добронамерно го кажувам. Во ред, семинарите едно кажуваат, Добро. праксата е друго. Ама на семинарите таму се луѓе компетенти што разговараат, мислам сега. Да не зборуваме површински води, тоа што го кажувате, секаде има површински. Ово се длабински води. Тука имате, ако падне еден дожд, само една реченица ќе спомнам, некаде од 80 до 100 литра во секунда на метар квадратен. Ако се замате браната, не знам колку сте били, ја имам 100 пати одено. И јас Треба имам и 6 тоа, никогаш месеца. нема тоа да биде А како добро, што- не е во рација, тоа е 6 месеца треба да се избисте таа вода. Па тоа е стручно, сега мислам дека тоа е мое. За друго, Најинтересно, дали смеам да ве замолам да прекинам овде, за да му дадеме простор и на уште една реченица ако може. а потоа да се вратиме на темата или може би Една реченица ако може. Да, разбирам. Целото моје излагање во контекст е дека треба да се мисли на наредните генерации, само толку. И со хидросистемот за Летовица ние мислиме за и наредните и понаредните генерации за снабдување со чиста и питка вода. Ради тоа што ние постојната филтер станица ќе адаптират ме со современа и модерна кој што ќе биде во склоп на типот на вода кој што ќе го добиваме за Летовица. Докторе, на тешки метали филтр станица, молим те. Не ги бркайте работите се. Добро, во ред. Дали може за момент да застанеме овде, за да го завршиме вториот круг, со господинот Лазар Наумов, од ТДР, кој ќе го прашам, толку време помина од претходното прашање, што може би треба и да се подсети и нашата публика, а и нашиот гостин, како вие, господин Наумов, сакате да го заслужите и како мислите ги убедите гласачите во општина Штип да гласаат за вас како градоначелник? Повелете. За мене пред секи биде преголема чест да се биде татко на градо, а воедно и голема обврска е тоа. Јас, ако станам градоначелник на Штип, значи ќе бидам градоначелник за сите подеднакво, за сите граѓани на Штип, без разлика на етничка и политичка, верска припадност. Значи, ќе бидам човек кој ќе врати довербата во системот и ќе се потрудам за развојот на Штип. Да го добие епитетот центарни и источниот регион, како што го нарекуваат. Томаро и јас, како неизин градоначалнички кандидат, ветуваме дека ќе ни биде подеднакво важна секоја педа од општина Штип. Значи, пред се, со оглед на тоа дека се работи за краток временски период, не можеме многу да направиме. Се работи за 10 месеци. Јас ќе се потрудам со силна мотивираност и со помош на локалната самоуправа да ги решаваме конкретните проблеми на граѓаните. Пред се, значи, дел од програмата на кој ќе се фокусирам на почетокот е обнова на водоводната инсталација во цела општина Штип, асфалтирање на улиците во општината, било градски, приградски или селски, улично осветлување и канти за отпадоци на секои 100 метри во општината, изградба на подземни контейнери за отпад, каде ќе се рециклира отпадот и со тоа ќе се влијае на еколошката чистота на градот. Ревитализација на Бања Кежевица, со јавно-приватно партнерство да се обезбедат пари за темелна реконструкција и на бањскиот и на сместувачките капацитети
по модел на европските бањи, со што може да стане туристичка мека во општината. Воведување на градски превоз со повеќе автобуски линии, организирано од ново јавно предпријатие за превоз, во кој со одлука на Советот ќе биде дозволени приватен автобуски превоз, во кој со одлука на Советот ќе биде дозволени приватен автобуски превоз под посебни еколошки норми за возилото. Воведување на бесплатен превоз за сите деца од 9-летките кои живеат во селските населби на општина Штип, со нивно носење и враќање до домовите за време на училишната настава, на начин како што тоа се прави насекаде во Европа. Професионализирање на фестивалот Макфест под надлежност на град Штип, дом на млади, да се издвојат повеќе пари за дејност на институцијата, дејност која целосно ќе биде свртена кон младите. Финансирање на секции од типот драмска, музичка, ликовна, хор, градски оркестар, литература, филм и слично. Општината финансиски да ги поддржува културно-уметничките самодејности, особено кога станува збор за меѓународна презентација на македонската култура и уметност. Мултимедијален центар Киро Глигоров, поради промашените архитектонски решенија, потребна е санација на објектот и поинаква поставеност со цел зголемување на реализираните програми. Потребно е нејзино преобразување во посебен правен субјект. Таму според мене е најидеално да се инвестира во киносала. Ветувам одлучна борба со урбаната мафија и следување на урбаниот хаос. Штип, како најголем центар во источниот дел на Македонија, мора да биде центар во вистинска смисла на зборот. Ветувам дека ќе се залагам за запирање на процесот на депопулација во градот, а посебно за младите во Штип, кои треба да бидат главни двигатели на овој процес, бидејќи младите се нашата иднина. Изградба на студентски дом во кој би функционирала студентска меза, која би допринела за потребите на студентите и за намалување на невработеност. Исто и во сите основни и средни училишта да има по една таква меза, каде што ќе се хранат учениците. Штип е единствениот регионален центар кој нема соодветна спортска сала, што е несфатливо и недозволиво. Екипниот и поединичниот спорт, за жално на вистини тоа е без кров над глава. Жално е да се гледа град со 60.000 жители да нема спортска сала. Затоа мој приоритет ќе биде во иднина мултифункционална спортска сала со 7.000 гледачи, во која ќе се развива врвен ракомет, одбојка, кошарка, но и поединечни спортови, како што е случај на секаде во Европа. Објектот мора да биде со големина над 7.000 гледачи заради исполнување на нормите за одржување на меѓународни надпревари од европски и светски ранг, како најважен предуслов за организација. Нашиот Штип никогаш немал голема спортска манифестација, ниту пак некогаш Штипјани имале можност да бидат непосредни домакини и сведоци на настан што заслужуваат да го видат. За средување на сообраќајниот хаос во градот, итна изградба на 2 капни гаражи, и тоа е една во центарот помеѓу хотелот Гарни и трговскиот центар, и другата кај градскиот пазар. Буџетот на град Штип ќе обезбедува редовно финансирање на врвниот спорт, но и на сите поединечни врвни спортисти со стапка во буџетот од 12%. Тоа се вашите метри кои се разбира се значајни, би рекол исто толку што се значајни и на сите останати кандидати. Јас би сакал за крај на ова панел дискусија без посебен редослед да се јавите со последни или само во оваа едната со завршни пораки, може би нешто и да си кажете меѓусебно, но ако ги дозволите, јас би сакал еден печаток. Значи, јас би сакал да споделам еден печаток со вас и со јавноста, тоа е дека ми се чини дека без оглед на тоа кој ќе биде градоначалник од сите 5
кандидати, можам да кажам дека изгледате како одличен тим и со нели малите или поголемите несогласувања по однос на важни, би рекол, еколошки прашања, сепак и во секој тим, во секој добар тим има несогласувања, па и остри спротивставености, но успесите се видливи, особено ако има добра заедничка цел. И се чини како да е ова добар тим веќе уште пред да се оди на изборите на 13 декември, а за крај ве молам дајте некоја завршна порака, завршен збор, или можеби некоја порака меѓу вас, евентуално некое прашање или недовршености кои ги имавте во текот на оваа панел дискусија. Ако може само едно прашање со термална вода и спа центар. Тоа е еден извор, тој извор е земен на концесија 30-40 години. Мислам дека не е на локалната самоуправа, мислам, изворот. И нема некоја посебна економска цел сега. Не знам дали може да се свати дека тоа е веќе продаден, така речено, 30-40 години за експлоатација. За да земете нешто да направите сега, треба да е ваш извор на локалната самоуправа и она да со него располага како оно. А сега е на приватен концесионер. Мислам дека тие би требало нови истражувања, така речено по мојата логика, и бидејќи има други извори на топла вода, е тогаш да се почне на реализација на тоа. Тоа е моје мислење и став некој си од мојата бранша. Се разбира, концесионерите дека се придржуваат прво кон законите, а се разбира и кон договорите кои ги имаат со државата, и впрочем тие раководат со одредено добро кое и во насока на бенефит, од кој бенефит излекуваат корисниците, односно јавноста и воопшто буџетот на државата или на општината, зависно за каков објект се работи. Но во секој случај будното око на јавноста и се разбира на активните граѓанки и граѓани е апсолутно важно, и тие треба да внимаваат тоа се да биде коректно и конкретно да донесе бенефиција за не само за приватниците, За туку колектив, и за заедницата. општеството, за Да. заедницата. Вака, како последно да кажем, ги поздравам сите кандидати уште на Штип и пожелувам здравје. Секој нека си ја преземе одговорноста што доаѓа натаму, а лично за себе може да кажам, сега имате избор, граѓани, ништо не ветува, а може многу да оствара. Кој сака јас ќе го предадам мојот микрофон на Симон, но ако сака да почека, не е проблем. Така што повелете завршни пораки и зборови, колку имате. Правен да се заблагодарам на Цивил и на организација, на редакцијата за ова прекрасна дебата. Иако имаше согласување и несогласување, тоа е впрочем и демократијата и начинот како ние може да напредуваме на напред и према нагоре во иднина нашата, за развој на нашето општество, во кое што сите гледам и со идеите и со предлозите сме на истата фреквенција за подобрување на животот на нашите сограѓани и да го оседат благодетот од општинските и комуналните предпријатија на градот. Живееме во време на пандемија. Живееме време каде што 10 месеци научивме како да се носиме со оваа пандемија. Маски, заштитни маски, дистанца, дезинфекција на рацете. Меѓутоа, оваа пандемија не научи едно друго, дека без економија немаме здравство. Меѓутоа, пандемијава потврди дека без здравје немаме економија. А ако не го остварат нашите сограѓани нивното демократско право за глас, може да ни се случи во време на здравствена криза, во време на економска криза,
За жал, во тој случај Штип да влезе во една институционална блокада. Зошто го зборувам ова? Го зборувам заради тоа што нашите сограѓани мора да добијат легитимен и на демократски начин избран градоначалник. Моментално имаме ВД градоначалник кој што е градоначалник со мандат од 6 месеци додека се организираат овие предвремени локални избори само за градоначалник на нашиот град, ќе се сложите сите со мене. И доколку на 13 декември не го изберат нашите сограѓани, идниот татко на градот, идниот човек кој што ќе го предводи градот, ние можеме да влеземе во институционална блокада каде што во време на снегови, во време на дождови, нашите институции ќе бидат заробени, бидејќи нема кој да ги води, кој да ги управува. Затоа повикувам на 13 декември сите наши сограѓани да си го остварат своето демократско право на глас. Како што секој ден одат на работа, како што секој ден после работа одат во маркети да пазаруваат, да купат намирници за својата фамилија. Така можат да одвојат 5 минути од своето време на 13 декември со заштитна маска, дистанца, дезинфекција на рацете, да излезат во строго контролирани услови кои што ќе ги обезбеди Државната изборна комисија, да си го остварат своето право на глас, да го заокружат кандидатот кој што тие мислат дека и сметаат дека ќе биде најдобар кандидат да го предводи градот и на тој начин да обезбедат една демократска, фер, легитимна институција и легитимитет на човекот кој што ќе ги води во наредните 10 месеци. Иако станува збор за 10 месечен мандат, верувам дека секој еден од нас, како кандидати за овој 10 месечен мандат, со гордост, со храброст и со чувство на љубов према своето родно место, го прифаќа овој предизвик, заради тоа што после 13 декември градот ќе остане во сигурни раце. Благодарам. Со оглед на времето, што е кратко, ние можеме многу да зборуваме, меѓутоа граѓаните се тие што ќе одлучат за кого ќе гласат и кој што ќе направи, ќе видиме каму да се направи да биде добро за сите граѓани и за младите и за сите што ќе го дадат глас. Тоа е, нема што повеќе да кажам. Кратко и јасно, од почеток до крај. Повелете да стануваат уште господин Номов и господин Поликар. Дали можете да дајате неколку зборови? Мојата најкратка порака за крај е ова. Јас ветувам само една работа. Динар нема да се изгуби од буџетот, ако дадете глас за мене. Благодарам, господин Поликар. Повелете вие. Јас ги повикувам сите граѓани на Штип на 13 декември најмасовно да излезат, нормално спроведувајќи сите протоколи за заштита, најмасовно да излезат и да го дадат својот глас за реден број 7, за Лазар Наумов, за промени, да се направат промени во овој град. И со тие промени и заедно да ја дадеме црвен картон на оваа ненародна, нелегитимна и недемократска власт. Промените да почнат од овде. Благодарам за последните пораки што ги слушнавме од кандидатите за градоначалник на овие предвремени избори за градоначалник на општина Штип. Јас ви сакал да споделам само уште 2-3 информации, а тоа е дека Цивил од првиот ден на кампањата за избор на градоначалник во Штип има своји наблюдувачи на теренот, повеќе од 20 наблюдувачи ќе го следат самиот изборен ден. Ние ќе останеме и понатаму во комуникација со кандидатите за градоначалник и ќе им отстапуваме простор во на нашата медиумска платформа и понатаму да ја информираат јавноста преку нас и се разбира нашата наблюдувачка
екипа да ја информираат за евентуални недостатоци, нерегуларности во самиот изборен процес, меѓутоа се разбира и да ја информираат нашата екипа и за позитивни вести, односно информации за праксата, за практиките со кои институциите и самите градоначалници како дел од процесот се покажуваат или настапуваат во јавноста, особено што се однесува до здравствените мерки за заштита од коронавирусот. Јас лично како раководител на наблюдувањето на предвремените парламентарни избори оваа година во јули, на 15 јули, можам да посведочам дека тоа за целата земја беа избори, и тоа беа избори кои се спроведоа на високо професионален, на вистина многу безбеден начин, и на крајот на криштата не мора многу да се убедуваме околу безбедноста на изборниот процес. Видовме дека и во Соединетите Американски држави многу висок број на гласачи, тоа се милиони и милиони гласачи кои гласаа за новиот председател на Соединетите држави, и се разбира тоа помина како процес кој беше сосема безбеден, и ние како организација го поддржуваме секој граѓанин, односно секоја граѓанка, да го исполнат своето право на глас, тоа е фундаментално право на човекот, и да гласаат во што е можно поголем број за овие избори. Институциите во нашата земја покажаа дека можат да организираат добри, професионални, безбедни, здрави изборни процеси, и мислам дека тоа за општина, нека и тоа најголемата општина во источниот крај на нашата земја, сепак тоа ќе го спроведат како што треба. За крај им посакувам среќа на сите кандидати, нека победи најдобриот, а се разбира кога ќе стане градоначалник да не заборави на своите четворица противници, меѓутоа и потенцијални партнери и соработници во заедничките проекти за доброто и на Штип, но и на Северна Македонија. Ви благодарам. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.